Празни болнички ходници, преполно инфективно, шатори во болничките дворови. Пандемијата со COVID-19 целосно го поремети кревкиот здравствен систем во земјава. Мој термин стана ничиј термин, а на пациентите им се отвори нов лавиринт до добивање здравствена помош. PCR тест. Промените во здравствениот систем беа итни и нужни, од затворање клиники и одложување операции поради страф од коронавирусот, до стекнување навика да се живее и работи со него. Овие 6 месеци ги истакна и до сегашните 20 годишни проблеми што ние ги имаме. Проблемите наречени закажување и проблемите наречени услови во кои работиме. Јас работам во амбуланта која нема санитарен чвор, например, и да сакам да ги измијам рацете, јас не можам во таа амбуланта. Првиот случај на заболен од коронавирусот во земјава беше регистриран кон крајот на февруари годинава. Од тогаш беше направен план за згрижување на заразените, беа одредени клиники кои ќе ги третираат и се ставија дополнителни ресурси на располагање како монтажни болници. Но сите не толку итни испитувања, интервенции и операции беа одложени. На Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар, состојбата беше поделена. Единствено ургентниот центар работеше непрестано. Во однос на ортопедија, травматологија и карио, уште во почетокот беа лимитирани сите хронични и елективни оперативни интервенции. Во почетокот беше многу поригорозно во однос на било каква оперативна интервенција, вклучувајќи ги и малигните болести, затоа што не знаевме со каков непријател се соочуваме. Доктор Илир Хасани секојдневно се соочува со последиците од пандемијата од првиот случај на регистриран пациент носител на коронавирусот. Сега се подготвува за новата позиција, заменик на министерот за здравство, откаде исто така ќе треба да се справува со невидливиот непријател. Хасани вели дека строгото ретерирање од сите операции траеше една недела, а потоа здравствените власти увидоа дека мора да дозволат третман на пациентите со канцер. Беше укината таа уредба и тоа веднаш и ние продолживме со сите малигни заболувања да ги третираме оперативно во нашата установа. Сите други интервенции, вклучувајќи го и ендопротетика на колки колено, на клиника за ортопедија, вклучувајќи ги сите оперативни интервенции на хронични на хрбетниот столб на клиниката за травматологија. Сите вадачки и сите други хронични работи кои што има можност да чекат, ги престанавме да ги работиме. Односно ги откажавме сите термини и беше еден долг период на мол каде што тие хронични пациенти не се оперираа не само кај нас, туку во цела држава. Диагностиката исто така работеше со едно белодробно крило. Сепак, дел од докторите не седеа со скрстени раце и направија исклучок за пациентите чија здравствена состојба не смее да биде ставена на чекање. Институтот за радиологија работеше во 3 смени. Работевме со пациенти кои беа претежно онколошки. Например, јас работам патологија рак на дојка и во соработка со колегите од онкологија ги отваравме термините за жени што имаа закажано и беа прегледани во однос на нивната упатна диагноза која би била нели карцином на дојка. Ние во март месец дадовме еден предлог протокол до Министерство за здравство како би работеле овие месеци. За жал не добивме одговор, но решивме со колегите дека сепак сме тоа што сме, тоа сме лекари кои си уживаат во својата професија, да направиме една заедничка комуникација и да ги прегледуваме пациентите што треба да стигнат кај нас. Значи онколошките пациенти, травма пациенти, итни случаи. Пациентите сега се уште позагрижени за нивното здравје, стравуваат повеќе, бидејќи појавувањето на овој вирус дополнително им го зголемува ризик факторот. Нивните искуства со системот се различни, а мислењата за пристап до здравствената услуга се поделени. Чекаме од Сабајле до... Никаква грижа од Сабајле седиме, еве чекаме што да ви кажам. Баш тогаш добив мозочен удар. И сега јуриш терапија, да се види каква е терапија, што е терапија и тоа е тоа. За сега, вака како што е протоколот е добар.
Значи треба да го има, нели? Да и мислам и друго си е, нели, пошто пандемија е. Имав тежок напад на жолчка. Немаше можност за операција, дигестивна ја затворија. А во меѓувреме се случи, ракава ми ја гледате, нервите се притиснати и мене ме шетаат од реуматологија на трансфузиологија, од трансфузиологија на ортопедија, од ортопедија на неврологија. Од неврологија ме враќа на општ лекар не може да закажува ЕМГ снимки. Министерот за здравство Венко Филипче смирува, вели дека итните случаи не останале незгрижени. Стопирањето на мој термин се наметнало како нужност поради ротацијата на медицинскиот персонал кој оди да помогне кај пациентите со ковид. Од крајот на март до крајот на август оваа година реализирани се околу 1.500.000 специјалистички прегледи. Од тие околу 600.000 се прегледи со упат без термин, околу 460.000 се итни прегледи и околу 470.000 се прегледи кои што се реализирани со закажен термин. Значи и во овој период имаше одредени институции кај кои што закажувањето се одвиваше нормално. Во изминатиот период направени се околу 8.900, значи близу 9.000 хируршки интервенции, а во истиот период минатата година 20.000. На сметка на затворените клиники, итноста го преплави со пациенти ургентниот диагностички центар во склоп на клиниката за токсикологија. Додека дел од медицинскиот персонал чекаше да биде отворен мој термин, докторите на токсикологија маратонски се бореа да ги спасат оние чии животи висеа на конец, а тој конец не се викаше ковид. Па, искуството е ужасно, затоа што целата работа ја презеде клиниката за токсикологија, тоест ургентниот центар интернистички кој што беше во 8 септември, практично се префрли на клиниката за токсикологија. Тоа значи дека ние изминатите 6 месеци до моментот додека не се отвори повторно 8 септември, работевме со 50, 60, 70 пациенти во 24-ка. Тоа за дежурство е ненормална бројка за капацитетот и просторот кој што ние го имаме. Затворениот мој термин не само што ги преплави ургентните центри, туку наметна и нов начин на функционирање на примарното здравство. Најпрво правевме тријажа во однос на тоа дали навистина е неопходна консултација со колега од повисоко ниво или можеме самите да се справиме со акутното влошување во услови кога не можевме, најчесто консултиравме телефонски колеги кои што ни се достапни, а дел од тие пациенти ги убатувавме и во ургентните центри. За жал, дел од пациентите на собствена иницијатива, собствен избор избраат тоа да го направат во дел од приватните болници, не во капацитетите на јавното здравство. Новонастанатиот предизвик го премести фокусот од третирање на болести на тоа како да се добие шанса да се третираат. Голем дел од пациентите кои можеа да закажат операција, не можеа да најдат термин за бараниот ковид тест. Меѓутоа, за пациенти кои што имаа закажано оперативни третмани, ние како семејни лекари не можевме тоа да го правиме. Доскоро, кога пред неколку денови беше дадена и таа опција да закажуваме пациенти кои што има направено планирана, веќе закажана операција. Министерот за здравство вели дека се увидени сите недостатоци од новиот начин на менаџирање и тврди дека тековно ќе се решаваат состојбите кои ќе се наметнат како проблем. Набавуваме брзи, рапид тестови, тоа се најновите тестови, кои што ќе го имаат сите јавноздравствени институции, заради тоа што резултатот се добива за 15 минути. Значи, дефинитивно ќе биде решен секој проблем во однос на ковид диагностиката у следниот период од државата. Пациентите велат дека се изморени од чекање, а неизвестноста и недостатокот на конкретни информации им дава дополнително чувство на немоќ. Па не сме задоволни. За мој термин има како нема. За се има проблеми. Не можеш и ова вака треба да се чека од сабајле. Не оди така, нека одат они, нека чекат да видат како. Тоа исто се чека по месец и по до два. Ке видиме како ќе биде понатак. Па да, има, али со, да речеме, со консултација со докторка дома
преку Вибер, преку тие работи се консултирав и ми кажуваше што треба да правам и како треба да правам. Ваков хаос, значи, ни бил, ни ќе биде. Јас со приоритетен доаѓам, меѓутоа сите само негде ме препраќаат. Значи, принудени сме да одиме во приватно здравство. Се е наштимено да функционира само приватното здравство. Затворениот мој термин им наметна главоболки на матичните доктори, кои беа ставени меѓу желбата да помогнат на своите пациенти и неможноста да ја пружат потребната здравствена услуга. Сепак, сметаат дека електронските новитети го олеснуваат начинот за третман кај одредени заболувања. Мислам дека примарното здравство повторно покажа дека едно од столбовите на здравствениот систем од целиот тој период. Ние што работиме на примарно ниво продолживме да работиме со физичко присуство и ги покривавме најголем дел од здравствените потреби на населението. Едно од добрите страни на овој процес е тоа што се забрза дигитализацијата на здравствениот систем, например со воведувањето на електронскиот хроничен рецепт со кој што ние можеме да препишуваме рецепти за хроничните заболувања за подолг период без пациентите да доаѓаат физички во нашите простори. Тоа го правиме веќе подолго време, навистина многу добро функционира. Пандемијата го стави на тест целокупниот здравствен систем, особено јавното здравство. Како да се обезбеди третман на заболените со COVID, како да се згрижат пациентите кои не се заразени со COVID, но и како да се заштити медицинскиот персонал. Предизвикот е голем за сите, пациентите, докторите и здравствените власти. Тоа што ние ги примаме сите пациенти кои што доаѓаат од дома со брза помош или сами на нога, веќе сме во поголем ризик од сите останати кои што бара COVID тест за да извршат преглед или операција или било какво доиследување. Така што безбедно може да се осеќа оној што е дома, а кај нас тоа не беше опција. Не помалку тешки од проблемите на пациентите се и проблемите на докторите. Сериозен проблем е тоа што пациентите доаѓаат и без закажани термини. И не доаѓаат сами, туку доаѓаат со куп на луѓе и нашите болници не се наменети, односно не се спремни за таков број на луѓе да влегуваат за еден пациент. Откако отворивме термини веќе во мој термин редовно, половина од жените што имаат закажана мамографија не се дојдени на преглед. Не можам да го разберам јас тој парадокс, да чекаш 6 месеци, а да земеш термин и не дојдеш. Дали има наплив? Да, одеднаш се осети дека пред рентген е како митинг, како да нешто делиме без пари. Мислам дека не секој пациент е баш за на клиника. Короната направи делумно да се редефинира поимот ризична група и со тоа се наметна потребата пациенти со иста дијагноза да се делат на позитивни и негативни на COVID-19. Прилагодување и трансформирање на системот е нужност, но во борба против пандемијата не смее да се заборави дека еднакво е важна и грижата за оние со негативни PCR тестови.